затоа што двајца борачи од Македонија ќе се борат во финалето до 70 килограми. Реномираниот Дејан Митров, еден од најдобрите наши надпреварувачи повеќе од една деценија, против Александар Здравев, кој што е во син дрес. Точно така, Дејан Митров, носител на две одличија од кадетски и младински првенства, еден од најквалитетните борачи во Македонија, веќе два олимписки циклуса, е многу близко до исполнување норма. Минатиот олимписки циклус беше и трети на квалификациите, а второто место патуваше за Лондон. Меѓутоа и ова година прилично вложи и овие 4 години. За жал не успеа, се работи за еден квалитетен борач. Многу, јас мислам дека тој може и понатаму да продолжи да се бори, меѓутоа се зависи од него, бидејќи гледате дека денес настапува во повисока категорија, неговата категорија до 65 килограми, меѓутоа немаше потреба, бидејќи тој ова година го направи 5-6 пати, намалуваше килограми за да не го потрошиме, да не се истоши. Тој исто квалитетен и на ова категорија, тој инаку во домашните првенства настапува на повисокиот дол и верувам дека може би и до година да има шанси да настапува и понатаму доколку изрази жал. Инаку мислам дека може да се проба и како тренер понатаму да размисла, бидејќи ни треба такви квалитетни борачи кои ќе го пренесат оно што го научиле за помладите генерации. Да, се разбира дека има уште кај него резерви да се обиде да направи нешто повеќе во својата богата кариера, но штета што не успе како сеньор да ги пренесе оние изворени резултати што ги имаше во помладите категории. Да видиме што сега ќе прикаже Александар Здравев. Александар Здравев доаѓа до 2 поена, да. Добро настапува според оно што го гледаме. Цврст борач од Радовиш, од Бучим. Меѓутоа е проблем, бидејќи Дејан настапува постојано во таа помала категорија, сега ова една категорија повеќе се работи за повеќе килограми, така да ќе му треба малце повеќе за да го победи Здравев. Една многу интересна ситуација, контра од страна на Митров Дејан, и тоа е многу интересно во борењето. Значи, такви техники се појавуваат, значи влез за нога контра, ние го викаме Сергија, и еве успеа да освои 2 поена и веќе води 4-0. Сепак искуството кај него, а и квалитетот е објективен. Добро е за оние помлади борачи кои што добија шанса од нашата репрезентација да се борат со овие елитни, квалитетни, искусни странски борачи. Немаат многу можност оние помладите, и затоа и селекторот Вренези истакна дека на овој турнир ќе им даде шанси и на оние помладите, затоа што немаат многу ваква можност, а ја имаат на домашна публика. И што ме така да се подготват што подобро за престојните надпревари, мислам дека главно за европското првенство кое што следува по неколку месеци. Да, се согласувам со вас. Мислам дека добар изборот на тренерот Вренези, зашто и така размислува. Ние мораме да размислуваме во иднина да ја подмладиме репрезентативата и да се бара начин да се барат нови таленти, нови спортисти кои на некој начин ќе се борат за олимписка норма. Мислам дека тука е најважниот дел и целата програма треба тука да биде насочена. Меѓутоа, еве гледате тука, мислам дека веќе 8:1, да, близко до технички туш. Имаше позиција на туш, меѓутоа не изреагира на време судијата. И така. Да подсетам да по оваа борба ќе бидат прогласени најдобрите во категоријата 65 килограми. Крај на првата рунда, 8:1, Дејан Митров, сосем очекувано во оваа категорија во која што се соочува со Александар Здравев. Успеа Здравев да освои само 1 поен, Митров 8. Се уште тешко достижен за конкуренцијата во нашата земја. Штета што овој веќе трети олимписки циклус, како што рековме, не успеа да избори олимписка норма, иако се работи за... Еве, не знам дали забележате сега во повторената снимка, затоа што Дејан само нагазна со дел од стопалото надвор од црвената позиција, изгуби 1 поен и затоа сега моментално 8 поен. Практично казнен поен, да. Да, тоа е тоа што велиме тие нови правила што на некој начин го движат сега борењето малку повеќе.
Почна втората рунда, гледате околу 2 минути 45 секунди. Долго траат овие 3 минути за борачите. Потребно е исклучително Тука имаме добра, да, физичка подготовка пред се и силна тактичка. физичка подготовка, меѓутоа и тука имаме значи максимални движења кои на некој начин го оптоваруваат и прават на Дејан му треба сега уште условно еден бот и за да го заврши мечот со технички туш. Веќе има 10 спрема И 1. мислам дека веќе го добил. И одличен зафат. Sada kako sledime ovaj meč, već završava. Крај на мечот. Dejan Mitrov, Очекувано zabeležava pobeda. за Дејан Митров. За 2 минути истекот на борбата со технички туш. На крајот во преградка 20 борачи, спортски витешки. Е тоа, Дејан Митров го добива овој меч и Во категоријата 65 кг. го завршува настапот во финалето со Трето место за висока убедлива победа во дуелот со Александар Здравев, кој што Македонија. имаше можност да се здобие со дополнително искуство Прво место за во неговата кариера. од Романија. Ево го завршниот напад на Дејан Митров и Трето место